Ние, граѓаните на село Дворишче, сме изреволтирани поради повеќе причини и сме целосно обесправени. Пред 3 месеци, на ден 18.9, селото ни го окупираа како да сме најголеми криминалци, а се работи за луѓе кои живеат мирен и праведен живот. На луѓето им се одземени исправни дрвна маса, за кои сме свесни сите. Се врши тортура врз населението. 24 часа сме под надзор од гранична полиција. Децата не сакаат да излезат на улица. Им влеваат страх. Населението остана без огревни дрва за затоплување и собирајќи отпади, шуми, гранки од сопствени имоти, им се одземаат возилата и ги гонат за регистрации на земјоделски возила и приколици кои се самопрајски и немаат алатка и механизам за да се регистрираат. Бидејќи кај нас фабрички приколици по нашите патишта не може да се движат, затоа што се во многу лоша состојба. И ние не можеме да се ја снесеме робата до плацевите. Кога ќе слеземе во селото, што минеме најмногу од 600 до 700 метри, асфалтирана улица, не казнуваат по 500 евра за приклучно возило, односно приколица која не може да се регистрира. Зарем, треба ние да се претовараме за тие 500 метра нашата роба да стигне до дома, пошто ние сме неразвиена, рурална средина и сме погранично подрачје. Нашето население нема од што да обстане и како најбројно село за најмногу од една година ќе остане празно. Дали тоа вие го сакате? Граничната служба се однесува насилнички, влегува во приватен имот, што ниедно министерство не е излегнало во сусрет. Ние сами ги одржуваме нашите патишта. Граничната ни монтираат камери каде што ќе посакаат. Ние нарушуваат нашата приватност. Нашето население е решено сите да одиме во социјално, бидејќи овде е село со 0% на вработеност. Нема со што нашите деца да ги прехраниме. А сите имаат приватни имоти, компирот нема кој да го откупи, пошто само има увоз. За маркирање на приватен имот нема кој да излезе исто во сусрет. Последната случка и предпоследната на човек со инвалидитет кој дома чува болна жена, му го земаат тракторот со отпадни дрва од приватна парцела. Поради ова, населението е изреволтирано и бара правда. Во јавноста сме прикажани како криминалци, како да сме опустошиле цела шума од Огрожден до Кожук, со хектаража што беше наведена пред 3 месеци. Луѓето молат за нивната дрвна маса, кои сега им ја одземаат, а имат документи со кои се докажува дека се е законски платено. Опожарени дрва кои најпрви ја имаат прегледано инженери, инспектори, дрва кои се пренесувале по јавен пат и се прегледувале од шумски, гранични шумари. Луѓе кои ја платиле сеча, дотор и такса на шумско предпријатие, од кои земале и плата, а сега им ги одземаат. Дали има некој да излезе и да ни објасни што и во што е проблемот? Ние овде нема да застанеме. Ако не се слушне нашиот глас, ќе се обратиме до повисоки служби. Сите ќе го гледаат. И таа објава што ја објави на Фејсбук, сите знаете кој ме се ме виделе, а многу луѓе се го има прочитано, јас заради таа објава дојдов до полиција до МВР со пријава.
Мене ме пријавија, пошто јас кажах, човекот е пријавил, оти доктор на дрва се наврши, точно дека комшиите донесеа дрва. И го пријавија дека му се зема дрвата. Сите знаете по Фейсбук што напиша. Јас ми е луѓе да се збереме, да нема веќе полиција. Значи, тука се најнаселеното село у нашето двориште. Што е това? Секој ден од граничите со опроштение не можеме гашите да се смркнеме, се измочиме. На вратата отворувате не седат. Нека кажува жената, оставите. Кој сака нека се смее. На вратата отворувате не се плеват. Значи срамота и гривота е пеза. Не смееме да идеме на дрво за оги да донесеме. Со што? Сниме всичко. Со што е това заслужиме ние толку? Зашто е таа омраза меѓу нас? Дали заслужиме ние да трпиме за леп? Имахме една фирма, што има се обработено 50 души у селото. 50 души у селото, не читам, јас кажувам истината. 50 фамилии се ране од таа фирма. Зашто го пријавија, зашто да правија злочини за да се затвори таа фирма? Ај сега да видиме одека ќе скараме 5 денара децата да испратим на школа. Сите ќе бегаме по странство, така ли? Сите ќе бегаме по странство. Да крадем, што друго? А зашто да идем у странство кога ние, нашето село, имаме убав живот? Господ ни дал многу дарби. Прво компир садиме. Зашто не се качи компир? Дали не заслужуваме ние компир од 1000 енергија со смоки е 25 динара, а ка нас е компир од 15-20. Зашто работиме и не го зимаме? Дрво не смееме да идеме на дрво за оги да донесеме. Ако донесеме на века осика, дали не дојдат право трактор да ни го земе? Кажете дали не сме прави. Јас не треба да читам, јас го гледам реално. Во право си така. Во право Јас го си. гледам реално. Ке дојдат од брата, ни е крив, ни дужен, ке те соберат на распит. Зашто? Што сгрешиме? На кој сгрешиме? Дали треба да се држиме заедно? Денеска сме излезли за 15-20 души. Утре треба и старо и младо да излезе и това не тука, него на центар, на студенето, да се блокират патот, Берово, Струмита, да се блокират двориште, да не прева никој. И да дојде не полиција, да дојде министр. Министр и премиер. Министру и премиеру да дојде, за да може да ни каже зашто толку ние грешиме да таа полиција тука со автомати со се усредството на магазин. Така. Абе, плюс децата не имат травма. Имаме течиња со посебни потреби. Дали децата треба да спијат мирно со посебни потреби што са? Или треба да се тресат кога јас да добиват уфа, да не те тропне некој при таа земја. А зашто? Зашто? Гората Господ го дал. Не го дал ни полиција, не го дал ни гранична, не го дал ни никој, ни премиер, ни правата, ни никој. Значи гората е од Бога. Ние за сите. Значи секој гледа 5 денара да изкара екзистенција да може да живее. А плюс и тие што се покрај увадата, они чекат земјоделецот да произведе, за да он да земе 3000-4000 евро плата. Он не го зима на премиер, не може да стигне плата ако не работи земјоделецот. Дали ние ако не заработиме нешто, не изкараме 5 денара, он ќе деме плата. Одека, ако почнеме сите млади да се селуваме, знајте дека пензионерите ќе немат пензија, леп да јадат ќе почнат од гладно. Јас ако сум грешна, простејте, ама јас го кажувам реално, и децата ќе ни трпат за леп. Ќе ни трпат за леп, верувајте, луѓе, верувајте. Дајте да се свестиме, да дојде Мицковски, да дојде градоначалникот, лично го повикувам градоначалникот да дојде и Мицковски, како што доаѓаа по партиски гласови, треба да дојдат лично да не слушат, да ни ги слушат маките. Лично да ни ги слушат маките. Далибор да докаже. Не ми треба Далибор, Мицковски, лично Мицковски да дојде и да... Господине Кира Михајлов, ти многу добро ме знаеш која сум. Јас и ти сме бивши комшии. Дојди лично со мене у очи да ми кажеш кој си и што си. И да ми кажеш зашто това се работи у нас по село. И јас го знам лично и он многу поборо знае од сите вас тука. А не футболуса што е задолжен футболуса да сите подавници изјави му пред сите.
Що е задължено по продавниците за гласането, ще разбирам. Не ме интересира кой ще е задушен и дека. Мене ми е да дойдат да ми слушнат магата. И да ни помогнат, що се може да се помогне. От самота и гремота, некои да живеят, некои нови години да слават, некои ресторани да слават, а некои деца да трепат за парче леп. И да пекат пространство, некои деца да бидат без родители, преживи родители, да им се разделени родители. Не самота и гремота. Една поздрава до Киро да си хвати версиите по продавниците за гласането. Киро не ми трябва мене версии, не ме интересира ни за Киро, ни за версиите. Мене ми Киро да дойдат лично тук. Лично от владата, от сите, от Немене Петраневе со протестот дека не дојде некој да не слушне лично. Лично да не слушне маките. Луѓе, кажете си секој што имате маки. Јас моите си укажа. Јас неќе моите деца да биде разделено од неговиот татко. Сакам да си дојде таткото, и да си биде